Председателе, колеги, представник на влада. Јас ќе се обидам да одговорам на 4 прашања околу овој случај, за да биде полесно разбрелив за граѓаните. Значи, малку вака и со народски назик да му објасниме што всушност се случува тука. Значи, ќе почнеме со што се случува, за колку пари се работи, зошто се случува и како да се реши. Значи вака, што се случува? Значи, ние имаме спор помеѓу Република Македонија и АД Мак Петрол околу тоа колку од странките учествувале во изградбата на гасоводниот систем на Република Македонија. И сега тој спор трае веќе 15 години, значи судовите имат проблем да го решат. И сега ние тука, собранието, значи ние понуден закон со кој што наводно треба тој спор да го решиме. Значи имаме спогодба. Сега прашањето е, ако имаме спогодба, зошто таа спогодба не се случи во судот? Ако ние толку веруваме у судството, кој што нели го отворивме како пупка, ако судството веќе не е заробено 2015, прашањето пак го поставам. Зошто оваа спогодба не се случува во судот? И не само во судот, оваа спогодба му била понудена и на јавниот правобранител, кој што во едно долго онака соопштение, кој што колегите овде го спомнаа, им објаснил на властите на владата дека тоа не може да се случи, дека он не сака да го потпише и дека должен да го потпише е премиерот на државата Зоран Заев. Премиерот на државата одбива да го потпише и сега ние треба да ратификуваме тука нешто што е надлежност на судот, што е опасен преседан, значи ние една од трите власти на овој начин ја минимизираме, ја заобиколуваме, и на крај и подписот на премиерот Зоран Заев го заменуваме. Значи, ако е се чисто, зошто ова да не се случи у судот? Како ние овде да не се сомневаме дека се работи всушност за криминал? Значи, и јавниот правобранител, и Зоран Заев, премиерот, се свесни дека тој што ќе стави подпис на ова парче хартија, утре ќе може кривично да одговара. Затоа одговорноста се префрла на собранието и тоа е срамно. Значи, за колку пари се работи? Се работи за отприлика 33 милиони евра, кои што АД Мак Петрол треба да ги инкасира од државниот буџет. Сега, номиналната вредност на акцијата која што ја поседува АД Мак Петрол, значи на почеток колку пари вложиле, е околу 19 милиони евра. Кога ќе одземеме, добиваме некаде околу 14 милиони евра плюс колку што ни треба да добијат. И сега, згора на тоа, просечно трајање на еден гасовод доаѓа околу 30 до 35 години, а овој гасовод кој што сега ние го имаме, значи гасоводниот систем на Република Македонија, е стар околу 25 години. Значи ние за 5 до 10 години овој гасовод нема да може да го користиме како што треба и ќе треба да го реновираме. Значи не само што преплаќаме, него многу повеќе преплаќаме. Значи не се 14 милиони долари, него ако се направи проценка како што треба, се работи за сигурно многу повеќе пари. Сега прашањето е зошто? Кога ќе погледнете договорот на кој начин е структуриран и кои две имиња стојат таму, очигледно е дека тука се работи за еден вид, како да кажам, договор меѓу два олигарси, тоа собственикот на ТВ Телма и на АД Мак Петрол и премиерот Зоран Заев, кој што меѓу другото е и бизнисмен и собственик. Значи, тука се работи за најверојатно за расчистување на некои матни бизниси кои не ги знаеме и еве да речеме и пропагандната улога која што играше ТВ Телма за време на изборите, но за наша среќа ТВ Телма е слабо гледана, значи под 1%. И на крај да завршам, значи ќе бидам малку пократок, како да го решиме овој спор. Значи додека ни се спрема трет бран на приватизација со ваквите не знам никако да ги наречам закони, одлуки, спогодби и така натаму, паѓаат маските на старата приватизација. Имено Мак Петрол е едно од предпријатијата кое што беше приватизирано во 90-тите и овој народ мора еднаш за секогаш да свати дека приватниот капитал нема јавен интерес. Профитот нема јавен интерес. Значи олигархијата, собствениците, газдите немаат јавен интерес. Тргнувајќи од тоа, најелегантно решение на овој спор би било национализација на Мак Петрол. Така да, национализација на
компании од типот на МАК Петрол би требало да бидат, како да кажем, и нивно враќање во државни раце да му служат на народот треба да биде и стратешка цел на секоја нормална држава, па и на Република Македонија. И еве, јавно кажуваме дека од позиција на власт, левица, една од првите работи што ќе ги направи ќе биде национализација на АД МАК Петрол. Благодарам.